Господине председателе, би ве замолил во салата да ги повикате премиерот Груевски и министерката Јанкуловска, затоа што моето прашање е за председателот на владата. Благодарам. И навистина ми е жал, почитувани колеги, што ќе морам вашето внимание од ваквите епохални економски резултати кои се последица на патувачкиот циркус низ светот кој треба да ни обезбеди економски бум и процват, ќе ве вратам во реалноста и моето пратеничко прашање до премиерот Никола Груевски е посветено на она што се случи кај Железарското езеро. Но пред да го поставам, ќе ми дозволите уште еднаш во името на пратеничката група на ПЕ и Санџачка лига, на семејствата на закинатите во овој масакар, да им изразам најдлабоко сочувство. Тоа е трагедија не само на овие семејства, туку е трагедија на сите граѓани на Република Македонија, без оглед на нивната етничка или верска припадност. По ова што се случи кај Железарско езеро има многу, навистина многу прашања, а нема ниту еден конкретен одговор. Индикативно е, господине Груевски, што вие цели 3 дена не смогнавте храброст да се појавите во јавноста и на новинарите да им го кажете вашето мислење за ова. Тоа за вас не е својствено, вие сте познат како љубител на камери и медиуми, особено сега кога имате апсолутна контрола на сите медиуми во државата. Доказ за тоа е вчерашната посета во Министерството за внатрешни работи, каде што бевте на брифинг, за да покажете дека сте заинтересирани. Јас навистина верувам дека вие сте заинтересирани за решавање на случајов, но исто така е очигледно дека многу работи се уште нема одговор. Вашата прва реакција беше дека сторителите треба и ќе ги стаса казна, и тоа е така, но упативте една клетва дека ќе бидат казнети од Бога. Господине Груевски, оставете го Бога, оставете му ги нему Божите работи, вие имате многу световна задача, што поскоро да ги најдете тие убици и да ги изнесете пред лицето на правдата. Ваша задача, господине Груевски, е на граѓаните на Република Македонија да им обезбедите мир, стабилност и безбедност, а не преку фингирани партиски протести да глумите дека сте подготвени и дека знаете како треба и како се чува тој ред и поредок. Пред малку посочивте дека еден од учесниците бил член на СДСМ, но лицемерно премолчевте дека огромната маса луѓе кои протестираа и кои скршија прозорци во владата се симпатизери и членови на ВМРО, ДПМН, кои на сметка на владата која? На ваша сметка и на наша сметка патуваа и во Србија и во Гетеборг. Господине Груевски, без оглед дали и кога ќе се откријат убиците, ваш греф и ваша вина, и на ваша душа, иде експлозијата на криминалот, чии сведоци сме деновиве, и доведувањето на земјата на раб на нов судир. Во 2001 година, господине Груевски, имаше на телевизија која по ваша волја се разбира сега не постои, тоа е Ајден, која тогаш успеа на граѓаните да им ја представи вистинската слика за она што се случуваше. Тоа, според многумина, беше браната која спречи граѓанска војна во државата. Сега такви медиуми нема, но има медиуми кои првата вечер веќе објавија дека албанци убија Петмина кај Железарско езеро. Главен човек во еден од тие медиуми е вашиот извршител Илија Димовски. И сега навистина лицемерно звучи и од вас или од министерката Јанкуловска да ги повикувате медиумите на смиреност и да водат сметка како известуваат. Оставете ги професионално да се работат задачата, верувајте дека тоа ќе биде плюс и за вас. Точно една недела од грозоморното убиство, вашата министерка деновиве се поигрува со јавноста, нудејќи
и на лажица практично наводни детали од истрагата. Јас во оваа прилика нема да ве заварам многу, ајде да разгледаме еден од тие детали. Пронаѓањето на возилото во близина на границата. Значи, предпоставам дека на министерката Јанкуловска некој кажал дека клучни за вакви тешки случаи се првите 3 дена од истрагата. За сега таа мафта само со слики и со наводни други оперативни податоци кои сега нормално не може да ги соопшти наводно поради во интерес на истрагата, но ајде малку велам да се задржиме на тоа возило. Сакате да поверуваме дека елитни и професионални полицајци, како што се представени практично овие луѓе кои го извршија убиството, најаматерски ќе си дозволат да шетаат со нерегистрирано возило или со одјавени таблички. Денове медиумите објавија дека истото тоа возило по неколку наврати и пред убиството било забележено, регистрирано во тој реон. Мислите ли дека нема можност во ова возило да биле луѓе кои биле толку сигурни да се шетаат како што сакаат, кои пред се сметаат дека се над законот? Има такви луѓе, господине Груевски, и ги видовме деновиве од Виница, Крива Паланка и другите места каде што практично се покажа дека клучни луѓе во организираниот криминал се полицајци поставени од оваа власт. Сакате да поверуваме дека министерката Јанкуловска може би верува во чуда, апсолутно не знаела дека во државата влегло над 1000 покер апарати, кои се разбира дека не се како кибритчиња, туку требало повеќе десетици шлепери за да влезат во државата. И после министерката ќе се чуди зошто оваа држава добива нов прекар, Republic of Poker Македонија. Ни збор, господине Груевски, ни збор ни од вас, ни збор од министерката Јанкуловска за одговорноста на првите луѓе на УЈП и царината. Каргов и Црајковски. Вие се борите против криминалот. Па нели во нормална држава за таква работа и Црајковски и Каргов ќе си отидоа веднаш, другиот ден. Господине премиер, вие сте одговорни за уништувањето на клучниот елемент на секоја нормална земја, владењето на правото. Вие сте одговорни за повеќе кратниот обид за уставен пуч во државата со неприминувањето на одлуките на Уставниот суд. Господине Груевски, токму ова невладење на правото доведе до убиството на Нешковски, апсењето, политичкото апсење на Бошковски, монтираниот судски процес против Велија Рамковски, криминалот во владењето во финансирањето на кампањата на ВМРО ДПМН тежок 3 милиони, за кои никој не одговара. Вие со ваквиот однос кон владењето на правото се одговорни за случувањата во Вевчани и во Струга, за тепачките по автобусите и училиштата, убиствата во Гостивар, расистичките песни низ скопските улици и во соседните земји. Ке признаете дека ова е се само не слика за земја која сака и треба да биде дел од Европа. Не направивте ништо. Господине премиер, јас, ако ми верувате, се срамам што живеам во држава која под ваше водство стана синоним за недемократско владење. Но, господине премиер, да уверувам дека ниту мене, ниту огромното мнозинство граѓани во оваа држава нема да не заплашат. И нема да ви дозволиме да продолжите со оваа безумие. Премногу ја сакаме Република Македонија, за да ви дозволиме да ја уништувате нејзината иднина. Господине премиер, затоа моето прашање ќе биде многу кратко. Иако го знам одговорот. Не дали, туку кога ќе смените Јанкуловска? Кога на граѓаните на Македонија ќе им покажете дека има надеж? Кога ќе се ослободите од двојецот Јанкуловска-Котевски, кои во толку наврати покажаа дека се неспособни
да раководат со ваква институција. Господине Груевски, што уште треба да направат и Јанкуловска и Коцевски, за да им се заблагодарите на довербата? Ви благодарам. Благодарам. Пратеникот Сафет Бишат постави едно пратеничко прашање до председател на Владата Република Македонија.